Добар ден и добре дојдовте во новото видео на The Golden Eagle Films. Значи, ова е еден од серијалите со кои ќе започнеме 2020 година. Како што и најавив пред Нова година во ова видео тука. Така да се надевам дека ќе ви се допадне контентот кој го спремив за ова 2020 година и кој допрва ќе го спремаме. Имаме на ум многу идеи, многу материјали, многу серијали кои треба да се остварат на The Golden Eagle Films. За овој канал да се крене на што повисоко ниво. Запратете ме на Instagram, таму објавувам за нови видеа, нови случувања, за каналите, за песни, за се во глобала. Така да запратете ме на Instagram. Значи, ова видео требаше да излезе уште пред неколку дена, но нема време, празници се, празнична атмосфера, така да се надевам дека ќе разберете. Така да, ова е, како што кажав, еден од серијалите, како што гледате по насловот, се вика Storytime, значи тука ќе кажувам некои приказни, некои сторитајмови, некои случаи од мојот живот. Така да, за почеток за денеска ќе започнеме кога прв пат јас ја купив мојата камера и кога прв пат се сретнав јас со DSLR камера во живо. Така да, прво интрото, па се враќаме назад. Значи, да започнеме со овој Storytime. Не знам колку се гледам, бидејќи сам снимам. Се надевам дека ме гледате како што треба. Значи, за прв пат јас се сретнав со DSLR камера во 7 или 8, не знам точно кога беше, кога прв пат го снимав мојот прв филм за надпревар. Во Србија беше тој надпревар, каде што земав прво место за режисер на детски едукативен филм. Така да, еве ви овде вака балонче или долу во дескрипција имате линк за да го видите тој филм. Значи не е на ниту еден мој канал, туку на каналот од мојата менторка која ми беше за тој надпревар, поточно наставничката по македонски јазик. Значи, тој беше краткометражен филм од 4 минути. И јас прв пат се сретнав со DSLR камера во живо. Така прв пат да допрам DSLR камера беше во 7 или 8 одделение, кога го снимав на тој филм. Да не се повторувам, значи го снимив на тој филм. Ми беше страв да ја чепнам камерата, а не камоли да фатам и да снимам со неја, но како што гледате, денес имам собствена камера која ја купив подоцна маце во крајот на 9-то одделение, кога бев полуматурант. После полуматурата јас ја купив ова камера со која денеска снимам. Таа е Cybershot Sony H300. Значи, со оваа камера е добра во глобала, има многу е добра за видео, повеќе оваа камера отколку за фотографија, но добра и за едното и за другото. За почеток, така речено, да купиш некоја опрема за ако сакаш да работиш со филм, со музика, секако спотови се снима, така да мораш да набавиш некоја опрема. Додуша, во денешно време и со телефони можеш да снимаш, но тоа е друга приказна.
DSLR си е DSLR, камера си е телефон си е телефон. Така да ова камера ја купив после полуматурата. Најголема мана е тоа што јас кога ја купив, не ја проверив кога ја купував, ја земав од АМЦ и не ја проверив кога ја купив дали има батерија која се полни како сите останати други DSLR апарати или е на како што гледате вакви батерии. Да ти биде на вакви батерии и ја кога дојдов дома, кога видов каква е, си реков леле мајко што купив. Ја задржав камерата, не сакав да ја менувам бидејќи така толку бев нахајпан за тоа, за неја кога ја земав и реков ова ќе биде прва камера и не ја враќам, па макар и секој ден да купува вакви батерии. Но си купив еден ваков полнач за батерии, Duracell, не знам нешто таму, Duracell, не знам, нема врска. Значи го купив овај од Нептун, Нептун беше или од кај мајка ми од работа го земав за 800 и нешто денари, така да врши работа полначот, но не полни секакви батерии. Тој ги полни овие што се плюс 2А и плюс 3А, но овие батерии можете само еднаш или два пати да ги полните, бидејќи потоа покажува грешка. Покажува грешка полначот, не знам зошто, но покажува грешка. Така да купив од тие батерии кои идат во него со пакетот кога ќе го купите. Идат две големи алкални и две мали алкални, но зедов уште две батерии, 150 денари една батерија од нив, кои може да ги полни и ги полни нон-стоп. Иначе квалитетни се тие батерии. Ете, тоа е една така мана што беше. Сега ќе видиме како ќе издржат тие батерии, како ќе држат. Скоро година, но подолго време да издржат, да не се купуваат батерии, бидејќи мислам дека се квалитетни. 150 денари батерија не е играчка. Така да тоа е тоа од овој story time. Се надевам дека ќе ви се допаѓа ваквиот контент. Не знам на почетокот дали кажав, за неколку дена од кога ќе излезе ова видео, ќе почнеме и со серијалот Vlog Life. Значи тука ќе имаме влогови. Тоа ќе биде серијал од 20 епизоди. И тука, како што се вика и серијалот Vlog Life. Ќе снимаме влогови, ќе снимаме story time-ови, повеќе, така да се одлучив денеска да снимам за тоа, како прв пат јас, кога прв пат јас ја добив, ја купив мојата камера, да речеме, и кога прв пат фатив во раце DSLR камера. Така да се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, оставете лайк, шер и субскрайб, оставете коментар долу, запратете ме на Instagram. Што да ви кажам, наскоро ќе има и The Golden Eagle merch. Така да ќе наскоро The Golden Eagle сайт уште нема да има, бидејќи и кога ќе го почнеме тоа како е шопот, нема да стигнеме да направиме и сайт, така да ќе има Instagram каде што ќе можете да порачате од The Golden Eagle мерчот. Така да, тоа е, јас мислам за денеска, мислам дека се кажав.
и посетете го и другиот наш канал, имаме 80 субскрайбери на The Golden Eagle Music, на The Golden Eagle Films имаме 40 субскрайбери, така да извинете ако малце ми е чуден гласот, но веќе 2 сати по поноќ, а јас го снимам видеото, така да тоа е тоа, се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, ставете лайк, share и subscribe. The Golden Eagle family, the Golden Eagle vibe. Peace, gang gang.